Добар ден, јас сум Гораст Војневски и тука сум со Бобо Жунгулов. Браво, Бобо. Која беше твојата идеја за милионер челенџот на Brainster? За милионер челенџот на Brainster, мојата идеја се викаше Doer. Тоа е апликација во која што можеш да пребараш облека со скица, слика или опис на облеката. Таа ќе ги пребара сите можни продавници из цела Македонија и ќе го најде твојот продукт. Можеш да нарачиш исто преку нашата апликација. Како се осеќаш во врска со следната рунда? Позитивно или? Па реално малку сме исплашени за следната рунда, дека кој што знаете топ 20 elevator pitch, 90 секунди. Ама за сега као што сме спремни, мислиме дека можеме да поминеме и до финалето и со Господ напред да го тепаме финалето. Ви посакуваме многу среќа, а сигурно и гледачите ви посакуваат многу среќа. Ви благодарам. Hello, I'm Joanna Shemko, today's interviewer, and I'm here with Professor. My name is Sasha Georgievski. I'm a math teacher in Yahya Kemal High School. The question is, how do you feel about the projects you've judged today? Well, the first two, I must admit they were outstanding. The next 2, 3, they were like average, and they can be improved more. I have 1 or 2 more that I need to judge. We will see what will be their result. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Matej Svetanovska, and today I'm interviewing Goce Jankulovski, and I am parent of Marko Jankulovski, student in the 2nd grade of Yahya Kemal College. Welcome. I will ask you one question. How do you think projects like First Step help young people grow? In my opinion, it's very beneficial. It's not the first time. Marko used to participate on Olympic Games on First Global, so that was our first experience. And in addition, he's having his lessons from robotics and different, let's say, with different teams. In my opinion, it's very good because it gives freedom to the young people and motivation to think on the global challenges, and that they can influence and they can be part of resolution of these global challenges. So I would say it was very encouraging, it was very beneficial from learning perspective, and also from motivational perspective, it's very nice. Thank you for the amazing answer. You're welcome. Today I'm interviewing Marko Jankulovski. Hello, Marko. Welcome to this event. Marko, how long did it take you to work on your project? I'd say 2 to 3 months. It took some work. Wow, that is pretty impressive. And where did you get your idea from? Well, in the 9th grade for a physics project, I decided to do something different, and I made a prototype of this island, and now I basically decided to upgrade it and make it much bigger and with better materials. That's really impressive. Thank you, Marko, so much. Здраво, јас сум Јоана Шемко и тука сум денес со професорката Николина Јосевска и учениците Михаела Анастасовска, Ана Миласиевска. Првим би сакала вам да ве прашам каков придонес мислите дека има овој проект врз учениците? Така. Најпрво на примерот, First Step го одржуваме 2 година поред, нели во нашето училиште Јахја Кемал. Придонесот што и влијанието што ќе го остави нема да се гледа конкретно, можеби, нели бидејќи почнавме минатата година, нема веднаш да ги видиме резултатите, како и оваа година, меѓутоа јас се надевам за година-две, кога во целина ќе се оформат и самите овие ученици како личности и вие, нели, сите придонеси од самите проекти што ги слушаме, без разлика дали припаѓаат на групата, еве јас ќе ја наречам social или science, односно на општествените науки или природно-математички, и едното и другото ќе допре до нас, а ќе остави големо влијание и печат. И мислам дека најдобро во тој контекст би можеле да одговорат не ние како професори што сме нивни ментори, ние можеме да ги насочиме, можеме да ги подучиме, можеме да влијаеме, нели, во некоја насока, меѓутоа најубав одговор би дале самите учесници, односно ученици.
Одговорот што ни е темата всушност, па ја не сум за џабе вака облечена како доктор Јана, имаше стетоскопот до сега. Нашата тема, нашиот ментор е секако професорката Николина Јосевска. Нашата тема е за антивакс, како всушност целото движење има потекнато од една студија направена во 1998 година и како целиот тој скем има продолжено се до ден денес и всушност на колку луѓе им влијае таквиот проблем. Да, и мислам иако сите тука се знаат нивната тема и добро е што можеме да се внесеме и подлабоко да се едуцираме за некоја тема, но во секој аспект и целиот настан ни овозможува и некои дигитални техники нови да научиме, како што беше работата за постерите, за флаерите, исто така и научи да презентираме како може 10 минути со став да држиме пред професорот, пред менторот и сите тие работи на крај сме многу благодарни затоа што како што спомна професорката ќе нов формат како личности понатаму и ќе ни помогнат со работа било каде. Фала ви, ми беше навистина голема чест и ви посакувам многу среќа. Fala ve благодарим. Hoş geldiniz Neda. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Zehra? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizin bu Fırsat yarışmasında ilk seferiniz. Ne düşünüyorsunuz? İlk yani hem yapmaktan hem ortamdan ne düşünüyorsunuz? Evet, dediğin gibi bu benim ilk seferim. Gerçekten çok heyecanlı ve gergindim. Ama daha sonra jürilerde projemi tanıttıktan sonra aslında bu kadar gergin olmamamın gerektiğini farkına vardım. Benim için çok iyi geçti. Biliyorum, çok hoşuma da gitti açıkçası. Kalabalık ortam beni biraz daha rahatlattırdı diğer insanların aksine sanırım. O yüzden keyifli ve güzeldi. Teşekkür ederim ayrıca grup arkadaşım olduğun için de. Rica ederim. Yani benim de ikinci seferim olarak bence bayağı iyi geçindi. Yani güzel takım, güzel ortam, Evet, güzel proje. Katılıyorum. Teşekkür ederim. Здраво на сите, јас сум Ристи, интервјуерот за денес. Ова е Матеја Цветановска, и таа е. учесничка на денешниот надпревар. Денешниот надпревар беше first step, вториот first step во историјата на училиштето. Матеја, што мислиш за надпреварот? Мене овој надпревар лично многу ми се допадна, бидејќи сите ја покажавме нашата креативност. Лично јас се запознав со многу различни теми, како што гледам има различни категории и секој проект е специфичен на некој начин. Така што сите тука се со позитивна енергија, ми се допаѓа атмосферата. Тоа е тоа. Фала ви многу. Today I'm here with Emma Цветановски. Emma, what was your project about today? Well, our project was about You're the Placebo. It's about the power of belief and how actually our belief can change everything, even achieving our dreams and goals. Thank you. I'm here with Sandra Mijowska. My question to you is, what is your project about? My project is about genomic next generation sequencing, which involves research with DNA about future diseases. That sounds amazing. Thank you. Thank you.